Македонски корени. Господин Иче, вашата порака до македонците за македонските корени? Ние македонците отсекогаш бевме народ на сонцето, љубовта и добрината. Уште од времето на свети апостол Павле запишано е: корените на македонците на оваа македонска земја се многу длабоки. Ни најсилните вековни лаги не може да ја променат вистината за Македонија. На овие простори се менувале многу војски. Овде оставиле белег и Римското царство и Османлиската империја, како и многу други. Но македонската земја, интересно е да се каже дека сите ја напуштиле. Некој во бегство, а некој понижени и поразени. Ние македонците од секогаш со мир ги дочекувавме сите кои доаѓаа на овие простори. Ова е останато уште од времето на апостол Свети Павле, кога доаѓа во Македонија. Единствено Македонија и македонците најмногу пати се спомнати во Библијата од сите држави и народи по целиот свет, дури 39 пати. Не случајно што апостол Павле ја одбира Македонија за да отпочне со ширење на христијанството. Во тоа време Македонија била многу позната. Писанијата на вистинската вистина говорат дека кога доаѓа апостол Павле во библиска Македонија, нашите предци го дочекале со сомнеш, бидејќи македонците тогаш имаа 12 богови, а сепак изградиле 13 престоли. Еден секогаш бил празен, за да не би го навредиле богот кој можеби некогаш ќе се појави, за кого тие не знаат. Знаејќи го ова, апостол Павле мудро го исползувал и на насобраниот народ им рекол: мир со вас, македонци. Јас дојдов и ви го донесов Богот за кого вие го чувавте празниот престол. Можам да кажам дека од тогаш, со секое изгревање на сонцето на нашето небо, секојдневно повторно и повторно ни доаѓа и свети апостол Павле. Силата на овие зборови и после 2000 години звони над нашето небо и свети на крстот на водно. Се уште ние, македонците, ја чувствуваме. Ја примивме неговата вера убава и до ден денешен сите непријатели на нашата земја со мир и љубов ги пречекуваме. Само затоа денес толкава е Македонија, распарчена на 3 дела. Сите наши непријатели си зедоа колку што им требаше за да си направат своји држави со туја наша историја. Ние македонците сето ова мирно го наблюдуваме, зашто знаеме дека секоја вистина меморирана во универзалната меморија останува таму каде што не постои време и простор и не постои сила која може да ја избрише. Мајката на сите православни цркви во светот е Македонската црква, која денес истите тие кои ги создадовме не негираат и не сакаат да ја признаат својата мајка. Да, токму така. Чест и гордост е да се биде македонец. Неслучајно сите соседи се грабаат по културата и историјата на Македонија и неслучајно Бисмарк рекол: кој ја поседува Вардарската долина, тој е господар на Балканот. Ова е кажано пред 500 години. Неслучајно сите билки кои растат во Европа ги има на олку мал простор во Македонија. Неслучајно минералот неутрон лорандит го има на кожув во рудникот Алшар, процентуално единствено најмногу таму од целиот свет. Неслучајно е на старата обсерваторија Кокино е во Македонија. И можам да ви кажам дека неслучајно во Говрлево е пронајден печат стар 6 до 7.000 години на кој што пишува "Сал со Бога сум", значи само со Бога сум. Допрва доаѓа големината на Македонија и македонскиот народ, затоа што и гробот на Александар III Македонски е во Македонија. Со секое ново откритие нашите соседи ќе се прават се поголеми македонци, и ако секогаш постојат две вистини, само една е вистинската, македонската. Македонски корени. Има еден град на Балканот, покрај бистри води егејски,
Grad na braća Kiril i Metodij, makedonski prosvetitelji. Grad na braća Kiril i Metodij, makedonski prosvetitelji. Sveti Kiril i Metodij, slavni čeda makedonski, svoj od narod go prosvetija, sveto pismo mu dado. Ohrid grad makedonski, makedonska sveta stolica, sveti Naum Kliment Ohridski, molitva na Boga dadoa. Sveti Naum Kliment Ohridski, molitva na Boga dadoa. Mili Bože, blagoslovi go ovoj narod na Balkanu, daj mu sreća, svetla i dnina, zada žive Makedonija, zada žive Makedonija. Makedonski koreni. Господине Ниче, за изминативе години често патувавте низ светот, диаспората. Убаво е да ни кажете изворно колку денес светот знае за нас. Многу интересно прашање. Секогаш со радост одговарам на ова прашање, затоа што тоа сум го почувствувал лично, јас и изворно ќе ви го кажам. Кога прв пат 1986 заминав во Америка, во Калифорнија, многу луѓе ме прашуваа од каде си. Нормално тогаш бевме во СФР Југославија и им кажував дека сум од Југославија. Верувајте, 5% од луѓето што ме праша само знаеа каде е Југославија. Ми се случи една интересна работа да еден ме праша дали е тоа во Африка. Сега кога одам по светот, кога и да кажам дека сум од Македонија и на кого и да кажам, луѓето се воодушевени. Тоа се познава по цртите на лицето, по бојата на гласот. Ме прашуваат од библиска Македонија, да им велам. Александар Македонски? Јас често пати се шалам, да, јас сум внук на Александар Македонски. Морам да кажам за една многу интересна случка. Ке ја доловам изворноста за да може да допре до слушателите и тие да го почувствуваат истото. Во Њујорк на аеродром имав каснење на авионот и нормално разговарав со луѓе кои исто така чекаа за истиот лет. Еден човек ме праша, вели, од каде сте? Јас му кажувам од Македонија. Човекот со таква љубов почна да ми раскажува за Македонија, за Филип, за Александар, за битката кај Херонеа, за битката кај Ис, за тоа како Александар ја освоил Индија, колку бил мудар кога ги искористил кравите, бидејќи знаел дека се божества, ги земал за да може да се бори против слоновите. Јас бев воодушевен. Она што јас го знаев, човекот ми го кажа. Толку бев изненаден што, верувајте, не знаев што да направам друго, освен да го прегрнам човекот и му велам
Како може да знаете за толку многу за македонската историја? Ние кај нас имаме луѓе што не го знаат ова. Човекот ми одговори, јас сум професор и многу ја сакам Македонија. Од секогаш со љубов сум работел на македонското прашање. Толку бе воодушевен што верувајте, не го почувствував преку океанскиот лед. Постојано размислав на тоа и секогаш се навраќам на тој момент. Тој момент остави многу длабоки траги во мојата меморија. Верувам дека до крајот на животот ќе се сеќавам на тој момент. Така да луѓето многу ја познаваат, верувајте, Македонија, многу повеќе него што ја познаваа Југославија. Толку ме радува тоа, толку сум воодушевен, за тоа треба најмногу да им благодариме на грците. Грците со рефлектирање на нивната омраза, со препловување на библиотеките со лажна историја, толку не издигнаа што, верувајте, мислам дека ниеден народ во светот нема помогнато толку за да се дознае за Македонија и за македонецот. Да, слушнавме од вас колаж на историјата и легендата. Господине Димовски, која е причината за грчката омраза према македонците и Македонија? Па би можел да ви кажам дека после победата на Македонија со Балканските војни во 1912-1913 година со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година, Атина окупира 51% од територијата на Македонија, односно воспостави времена управа на окупираните територии во Македонија. 100 години од Букурешкиот договор, како што знаете, истекуваат во 2013 година. Грците се во паника и сакаат промена на името на државата Македонија со цел легализација на окупацијата на Македонија. Геноцидот врз македонците и фалсификатите кои Атина на Македонија ги врши 2000 години. Би можел да ви кажам дека интересно е да се каже дека Грција е единствената земја во светот која по сите светски библиотеки бесплатно подели книги со лажна историја и крива вистина. Ова сега им се враќа како бумеранг, зашто со тоа ги поттикнаа светските историчари со голема љубопитност да трагаат по вистинската вистина. Сега светот во Македонија и Грција гледа две спротиставени страни кои различно толкуваат историјата и благодарение на ова светските историчари веќе не се подпираат на грчката историја, туку бараат и наоѓаат нови избори на вистинската вистина кои најмногу му одат во полза на македонскиот народ. Драго ми е да ви кажам дека дојдено е времето на македонската вистина, потребно е само сега да се издржи и да не произлезе некој предавник кој би го сменил светото име Македонија. Затоа аманет. Името на нашата држава се состои од само единствен збор, зборот Македонија, без додавки и придавки. Затоа што една е Македонија, ние сите тоа го знаеме, и никој нема право на промена на името Македонија, затоа што тоа е света работа, а потоа и проклетство за тие што по неја ќе посегнат. Македонски корени. Куќата на својот побратим. Добре дојде, тој му рече, биди гостин цела вечер, Господ рака да ти позлати. Седни тука, софра закити. Голем како планина, запеј песна, налеј вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам конј да донесам. Запеј песна, налеј вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам конј да донесам.
платија. За парче злато братко предаде, ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна и во ноќта црна замина. Ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна и во ноќта црна замина. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, и во гробот штом ќе лежат тие пари да им тежат како казна Божја пресуда. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, пиреј да им расте в душа, усни да им гризе суша, светот да ги колне до века, како казна Божја пресуда. Македонски корени. Актуелноста околу поканата за членството во Букурешт, како и промената на името на сододавка или други именувања. Што Светскиот македонски конгрес превзема за зачувување на македонскиот корен, тоест неговиот идентитет, и зачувување на вековното име Македонија. Од мое лично име и од името на Светскиот македонски конгрес им благодарам на грците за промоцијата на Македонија и на македонскиот народ. Ние навистина не би имале да потрошиме толку пари колку што Атина даде за да не прослави во светот. Како и во историјата, Атина ги прослави своите хегемони македонците. И за крај би ви кажал секако благодарност за најмакедонското радио Роса, поради можноста македонските корени да се емитуваат на незините програми и вистините за Македонија да станат достапни до незините слушатели и македонската јавност. Ви благодарам. Господине Ниче, ви благодарам на исцрпниот разговор денешен под наслов Македонски корени. Драги слушатели, продолжуваме со емисијата идната среда во истиот термин со нови емисии и нови содржини. Водител на денешната емисија, господинот Никола Бомбас. Довидување и убав ден. Македонски корени. Македонска молитва. Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски, ти го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, дечедата загинати за Македонија. Со илјадници години крвариме, раните живи, на неродените чеда им ги оставаме. Господе, ти единствен кој што си на небото, само ти ја гледаш нашава мајка напатена. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината вистинска, нам и светот, зашто Свети Никола насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец, и јас проронив крвава солза во котелот на болката наша.
но вистината кај Севишниот е. Праши го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе Боже, ти кој си единствен на небото, само ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кој сме, од каде сме и зошто сме македонци. Те молам сега, ти пророни крвава солза во котелот на нашиве маки. Подај ни рака и кажи ни ја вистината нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.